Да види, ќе се врати она што беше стара Југославија. Околу организацијата на државата. Господин Котевски, бевте едно време во дипломатијата. Како ја дефинирате таа организација на независни држави, од бившиот систем, да речем, визави Македонија, споредите со Словенија? Професорот може да продолжи. Да. Значи, 80-та година некаде отпочна да се малце Југославија распаѓа. Тивко. Во тие моменти словенците граба напре. Во тие моменти словенците, да кажам, отпочна да се припремаат за да се тргнат од Југославија. Тие, што направија, пример. Тие никогаш не се откажа од своите дипломати кои беа во странство. Тие не се откажа своите комунисти кои што беа на врвни партиски, да речем, функции во Београд. Тој е председател Кучан. Него сите тие кадри, тие ги собра околу себе и отпочна да ја града словенската држава. Тому му беше многу добро и многу паметно. Сечават и колегите дека ни еден словенски кадар тие не оставија, да кажам, на улица. Туку сите ги прибра и му кажа: да, вие томич се занимавате со новинарство, ве молам да направите словенска телевизија. Колегата со историја да направите вие факултетот. И така натаму, вие со дипломатија да направите дипломатија. Значи, тие ги искористија оние капацитети, проверени кадри словенски и зато тие отидоа многу напред. Додека ние се уште размислуваме дали вака или онака, дали треба да направиме вака или онака, или пак се откажуваме олако да кажам од собствениот до тогашен кадар, а ние го имаме. Вие многу добро се сеќавате дека во еден миг, во еден момент, можда круцијален за Република Македонија, министр беше на правда професорот Владо Камбовски, академик Владо Камбовски. Тој одигра една голема улога за Република Македонија. Многу голема улога. Али ние не сакаме да сватиме дека тие кадри ни се потребни и сега ни се потребни. Ова што кажуваше господинот Илија, например, че се надобро сам и на тоа. Многу добро ја се сеќам за тие работи, бидејќи поминали некои работи преку моите раци или сум бил индиректен учесник на тие настани. Се разбира, не смееме да си дозволиме повеќето нити да ги губиме кадрите, нели? Било од која генерација да се, нити да ги етикетираме вакви или онакви. Спомнувате неколку пати за комунисти. Навистина јас не можам да сватам зошто спомнувате. Кој е овде комунист? Веројатно има комунистичка партија на Македонија, така? Има веројатно регистрирана. Тие се членови на таа партија. И то не смееме да идентификуваме друга политичка партија со комунистите. Бидејќи сега имате еден нараштај нов кој што се членови од таа политичка партија, тие ни не знаат на крај крајава што е тоа комунизам. Мислам дека треба да малце бидеме и пообјективни во тој дел. Она што се однесува околу политичкиот надпревар, ќе спомнам и колегата спомна, мора да се надпреварува партиите со идеи. Значи со идеи. Која идеја ќе биде подобра, таа да ја прифати народот. Која идеја ќе биде понапредна, таа да ја прифати народот. Не да се надпреварува со ова сега што се надпреварува, за жал, велам, се надпреварува, вие сте вакви, ние сме онакви, така натаму, каде што полека сака да го скине то македонското киво. Не, да се обединиме, али ќе се обединиме ако и заедно се почитуваме, без оглед дали овој од една политичка провиненција, овој од друга политичка провиненција. Ако ние се заедно почитуваме, тогаш имаме прекрасна иднина. И ова библиска земја, би рекол, би имала многу убава иднина. Да бидеме јасни, значи не говориме за омраза или тукму за говорот на омразата, што е евидентен, да бидеме искрени. Значи вклучете ги телевизиите, скете програми, нели? И ќе следите што збори едниот канал, другиот и како се пренесуваат информациите. Еве, повторно ќе се навратам на почитуваниот доктор Зоран Тодоровски. Мене ми е криво што еден еминентен стручњак да се сатанизира на еден свечен миг. Зошто? Зошто ние, вие сте историчар, вие сте колега негов.
Зал треба да му се смееме и да го дисквалификуваме трудот на еден еминентен експерт? Значи, што е познал и се бори за да дефинира македонската историја во вистинска насока. Оти, професоре, че се согласите со мене. Факт е дека еден период од 98 година до 2002 во Алманахот за историјата не постои како историски моменти. Што е тоа? Тоа беше анализа на политичари и историчари и така натаму. Неодамна беше, рече се, објавен еден историски алманах, нели? За поновата историја македонска. Се случило да е читав колумни на политичари. Велат, од временскиот простор 98-2002 не се спомнува тој период. Дали е точно? Не сум се знал такво нешто. Мислам, тоа е сепак нов период, зашто не се споменува. Не знам кој го напишал, за тоа не сум запознат. Но еве, говориме сега вака, дали не сакаме да говориме за говорот на омразата или начинот на политичко артикулирање меѓу политичките партии. Но што правиме со младата популација, која она мрази више повеќе и уште повеќе во ембрионот? Видите, тоа нема врска со историјата, тоа има врска со политиката. Као што каже колега, навлегуваме во политика. Политиката си има своја методологија на работа. И јас сум против тоа што кажувате на телевизија, ајде да не се изразам напаѓање, слушате разни изјави, едната партија напаѓа друга, се до тоа. Меѓутоа, се до тоа го разбирам кога ќе биде на едно ниво кое што биде културно. Да ние довде зборуваме омразата меѓу партиите, не треба да има. Меѓутоа политичките партии има историчари, професоре. Тоа е лошо. Како да дефинираме се? Тоа е лошо. Тие се ментори. Затоа што ние зборуваме за претходниот период дека имало партиски историчари, сега повторно се враќаме на истата теза дека во партиите има историчари. Тоа е уште полошо. Треба ли да ги воспитат, да ги научат? Според мене, историчар не може да биде партиски определен. Со тоа му е ограничена слободата на размислување. Тој мора да ја почитува. Он може да биде програмата, експерти да ги консултира, така? Он мора да биде стручни соработници, да ја почитува програмата и сето на партијата. Значи, според мене историчарот треба да ја гледа да ја гледа, да речеме, вистина. Може ли да се префрлиме на еден нов сет прашања, тоа е за новата историја, 8 септември 91 екс моменте, што би рекли, или до денешниот ден. Повторно македонските дејци или општо речам луѓе кои се борат за независна или евроатлантска Македонија, кој што беше Методијан Новченто со својата визија и Македонија гледал како дел на една интеграција. Дали треба да најдеме повторно формула како да ги интегрираме политичките субјекти елити, како да го апсолвират прашањето околу името? Пак и тој историски момент, че се согласите со мене, се не е тоа политичка историја. Видете, Томич, ја нема да дискутирам, само би кажал примерот со Грција. Дали грците во однос на името имаат разлики меѓу партиите? Грците имаат консензус во однос на името. Тоа е за нив решена работа, нема Македонија завршена работа. Мене ме изненадува и сум против тоа. Овде да постои меѓу партиите, да имаме ние расправија за нова, едните да викат ние лесно ќе го решиме прашањето, само да дојдеме на власт, нема проблем ќе го решиме, а не кажуваат како. Од друга страна имаме влада која што води државата, води една политика во однос на името, која што за мене е оправдана. И сега се надпреваруваат меѓу себе, се надаваме околу името. За име нема дискусија. Пазете, името не се докажува. Името е утврдено. Оние што го негира, тоа е абсурд невиден во меѓународни рамки, меѓутоа ни се случува тоа. Меѓународна заедница немаш право, има сила, ти ви прави што сакате. Меѓутоа да дискутирате вие, да влегувате во дебати непотребни за тоа, за името, дали да го менуваме, за мене ја прво као историчар не можам да разберам. Како можам да дискутирам за промена на сопственото име, кога некне беше овде Фридман и странци беа кажаа дека ние на симпозиумот дискутираме, луѓе не можете за тоа да дискутирате. Како би реагирале шесте столба на денешен ден 1893 што ги поставија за автономна независна Македонија? Ма не само за секаква оваа ситуација. Ние тоа име не сме го добиле на лицитација. Тоа име ние го влечеме со милениуми. Дали имат мандат политичарите и сега да расправат за името? Сега кој ни дал на нас право?
ние као сега граѓани на оваа држава, кој ни дал право да го менуваме името? Кој ни дал право? Зад сме го добиле, некој ни го рекол, од сега ќе се викате, јас стално велам, нас не симнале од Вселената, овде рекле, вие ќе бидете македонци, за да правите проблем на грците. Тоа